Фамозниот мост во изградба долг не цели 20 на метри, а вреден импозантни 730.000 евра, надојдената прилепска градска река го однесе. На местото од градилиштето поројниот дожд остави огромна дупка полна со вода и секако вид на ѓубриште, а реката, која инаку многу ретко е полноводна, освен во случај на обилни врнежи, со себе однесла се што и се нашло на патот, вклучително и на делови од штотуку поставената бетонска арматура, како и безбедносниот насип заедно со времениот импровизиран мост. Ова зад мене е 20-метарскиот мост, а кој чини импозантни 750.000 евра. До вчера како така некако се одвиваа градежните работи. Меѓутоа со поројните дождови, она што остана од мостот во градба е практично ова езеро, а поројниот дожд ги однесол и столбовите кои што беа поставени, а и арматурата. Денешната слика од овој мост, кој најверојатно е еден од најскапите мостови во земјава, наликува на сцена за хорор филм. Вознемирените и крајно изреволтирани жители од околните населби, стравувајќи за својата безбедност, вината за новонастанатата состојба ја лоцираат во локалната власт. Колку е сега вака безбедно со оглед на тоа што... Безбедно не е ништо, деца да си шетаат, си играат само за река да си одат порека се дават може, ништо друго. Тоа ќе биде никако ни за возрастни, ни за нас. Ние еве одите живееме, треба да вредиме овдеки, немаме никаков пат. Сега ја вртам дури чарши, едам горе за да си дојдам дома. Господин Илија ни вети дека ќе направи за 2 месеци, поминаа 2 години, никој нема чепнат овдеки. Од локалната самоуправа, пак согледувајќи ја сериозноста на проблемот, но и притиснати од бурните реакции на граѓаните, експресно донесоа одлука во наредните 60 дена да го забранат сообраќајот на улицата која водеше преку сега веќе непостоечкиот импровизиран мост и која се наоѓа во индустриската зона на градот. После завршувањето на градежните активности на новиот мост, улицата повторно ќе биде ставена во функција, за што граѓаните ќе бидат навремено известени, стои во соопштението од општината. На ова утринава реагираа и од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ, од каде локалната власт ја обвинија за пустошење и перење на народните пари. До каде ќе оди забеганоста во трошење на народните пари на оваа ненародна власт? Ќе достигне ли и ова мовче сума од 1 милион евра како и 4 автобуси болиди? Инаку, иако реконструкцијата на овој мост беше проект уште на претходната локална власт, сега актуелната власт во предизборието си го најавуваше како еден од своите најзначајни капитални проекти. Со реализација се започна во јули минатата година со најава дека мостот ќе биде готов за 3 месеци, што не се случи. Од тогаш до сега има 3 пролонгирања. Последното е за до септември, но со оглед на новонастанатите околности, повеќе од јасно е дека и тој рок ќе биде невозможна мисија.